Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Гостин вечерва во студиото е градоначалникот на општина Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски. Господин Ѓорѓиевски, добро вечер, добре дојдовте. Сега прв пат ве сретнувам од времето на предизборите. Ви честитам на изборната победа и да ве прашам како поминавте овие 100 дена во едно ваше широко излагање. Прво кажи ми добро вечер, здраво. Добро вечер, благодарам на поканата. Чест и привилегија да се биде кај ваш гостин во вашава гледана емисија и сакам да ги поздравам вашите гледачи. А уште убаво ми го кажавте ова, ја искрено ви благодарам. Оти ваши сопартици ми викаат Јанко би дошол кај тебе, ама многу низок рейтингот. Жива вистина. Господин Ѓорѓиевски, ме интересира една работа. Што затекнавте кога ја презедовте градоначалничката функција? Во каква состојба ја најдовте општината? Поточно ме интересира што добро најдовте, што лошо најдовте. Тоа не го разбрав за вашето работење подоцна. Јас го затекнав, Јанко, практично сето она што го говорев и во текот на кампањата, но и во минатите 4 години претходно, кога бев координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во рамки на Советот на општина Кисела Вода, односно практично се покажа како точно сето она што го тврдев во минатото пред јавноста. Од една страна финансиски долгови, 3 милиони евра задолжена општина. Јас до сега се немам пожалено за тоа, но тоа е факт кој што морам да го кажам пред јавноста и да ги известам моите сограѓани за истото. Јас кажав дека никогаш нема да се жалам дека немаме финансиска стабилност на општината и дека не може да реализираме проекти. Секогаш има начин како да се одглавите од некоја ситуација, вклучувајќи во предвид оваа сериозна буџетска дупка која што за ништо не направено во минатото ја оставија. Па зашто се долговите? Сега ќе покаже ревизијата зашто се долговите. Направивте ревизија? Не, ние направивме внатрешна ревизија. Добро. Дополнително распишавме и тоа ми беше практично едно од ветувањата во изборната програма дека по пат на оглас, односно на тендер ќе биде избрана фирма која што ќе направи ревизија. Ние го објавивме тендерот, за жал, и тоа збори за демократијата во земјава и се останато условно кажано, не се пријави ниту една фирма да учествува. Сега го објавивме втор пат и ја ги охрабрив сите и јавно кои што се занимаваат со таква работа да аплицираат, односно да тендерираат и да може да се сработи тој процес, односно да влезе ревизорска куќа која што нема да биде контролирана ни од државата, ни внатрешно од страна на институцијата на општината, па да се говори дека тој вршил влијание или овој вршил, да влезе независно тело и да направи ревизија за години наназад. Имаме ние кај нас во Македонија независни тела и ревизорски куќи кои работат професионално и без притисок од било кого? Видете, мислам дека има луѓе кои што се независни и кои што ќе можат да сработат работата, за кои што ќе бидат платени од страна на општината. Мене многу ми е важно во целиот тој процес да се исчешла буквално цела документација, особено урбанистичката документација за години наназад, каде што имаме и за која што имаме сериозни индиции дека се вршени прекршување на законот и време е во Република Македонија да се одговара пред законот. Затоа што народот бара правда години наназад, до сега правда немало во вистинска смисла на зборот. Правдата ќе биде ако сето она што е незаконито работење, кое што значи незаконито работење, се покрене постапка за истото и државата се реагира, односно службите соодветно према тоа. Така да верувам да сумирам во овој дел за ревизијата. Не е сумирано, не е за ревизијата, имам подпрашања за ревизијата. Океј, повелете. За ревизијата подпрашањата ми се зошто пропадна првиот тендер, зошто не се осмелија да... Мислам, јасно ми е мене и нели, моја предпоставка е семантиката вака за да им објасните на гледачите. Што ви е предпоставката, зошто никој не се осмелува? Што е стравот? Страв ли е или финансиски неисплатливо? Не, финансиски не може да биде неисплатливо, тоа е работа како и секоја друга работа. Платена е нормално. Да, платено е. Јас повеќе мислам дека преовладува стравот тука и тоа збори за
овој хибриден режим во кој што ние живееме и функционираме. Зар е можно куќа која професионално да се плаши дека заради нивната професионална изработка стравот дека ќе откријат нешто во суштина е? Не знам дали е страв, дали ќе откријат. Мене повеќе мислам дека ги плаши стравот од централната власт и третманот према нив во иднина. Но верувам дека има храбри луѓе во оваа држава. Покажавме во првиве 100 дена ние како нова структура, нова млада генерација на градоначалници дека сакаме сериозни тектонски поместувања да направиме од она што било пракса во минатото. Ево Кисела вода бевте сведоци, досега 30 години беше дозволено кој што сака и како сака да прави. За прв пат во 30 години рушиме дивоградбе. Ја тоа го ветував кај вас во емисија, вие ме прашувавте дали ќе биде возможно тоа, дали ќе истрпам притисок и сите тие работи. Не знам дали се сеќавате, јас се сеќавам добро на секој мој кажан збор, особено на прашање од новинар. Јас тогаш кажав дека не се плашам од никој и еве постапуваме. Еве веднаш продолжуваме со темава. Да, довршите реченица. И тука јас сочувствувам со сите тие луѓе кои што во минатото се доведувани во заблуда од системот и од тие кои што управувале со системот, да се доведат во состојба да градат нелегални објекти. Но морам тука да постапам и тука мора законот да важи еднакво за сите. Не може во нашата општина одредени луѓе да плаќаат данок, одредени луѓе да плаќаат комуналии за градба, а наспроти нив да има сериозни компании кои што биле на кои што им било дозволено и биле доведени во заблуда дека тоа така може да функционира и да градат хали, објекти индустријски така натаму без да платат никакви дозволи, што е најтрагично, никакви одобренија за градба немаат. Ја продолжуваме темава, само кажете ми, дали успеат вториот тендер за ревизорска куќа и дали ќе има ревизија? Во финална фаза ревизија ќе има. И тоа треба да му биде јасно на секој. Прифати некоја куќа да... И втор да не успее 20 ако треба ќе има. Така, добро. 20 ќе има, ја не се повлекувам од тоа што го имам ветено пред граѓаните. Колку е голем проблемот со дивоградбите во Кисела вода и сега што успеавте да интервенирате и каде? Видете, инспекцијата без никаков притисок апсолутно си е должна прво да си направи проверка на сите објекти кои што се во тек на градба. За доста објекти за кои што во минатото се чувале документи по фиоки, а каде што требало да се постапи и не се постапувало, сега ги вадиме од фиоки тие документи. Практично имало некој затворен систем во кој што по проценка лична моја, хипотетички, ја треба да дозволам да те рушат или да те заштитам, знаете за која контрауслуга, и така се одвивале практично процесите во минатото, но сега службите си постапуваат онака како што треба, согласно законот, си излегуваат на терен, си констатираат состојба, ако е исправно, секој нека си продолжи, нека си гради. Таму каде што не е исправно, ќе треба да се постапува. И се постапува веќе. Така да во тој дел, јас пак ќе кажам, сочувствувам, многу ми е мене непријатно, кога некој од тие собственици ќе дојде. Има луѓе кои што навистина им е тешко инвестирали пари се. Јас го разбирам тој и сочувствувам со нив. Ја цел живот се занимавам со приватен бизнес. Ама никогаш не сум направил ништо што е спротивно на законот. И им кажувам дека тие немаат проблем со политика, немаат проблем ни со мене, немаат проблем со никој, имаат проблем со закон. И тука јас имам опција или да го кршам законот и да продолжам да го спроведувам она што во минатото било пракса, или да го спроведам законот онака како што треба. Јас сум човек на 34 години, кој што се што има во животот му е образот. И не можам да дозволам да се спроведува праксата од минатото и да дозволам прекршување на законот. Со тоа и јас себе си штета си правам штета на моето семејство, затоа што нема да бидам чесен и искрен човек во таа ситуација, а од друга страна јас на народот мој, кој што ме гласаше на овие избори, му должам промени, а дел од промените и овој начин на спроведување на законот, односно законот да важи еднакво за сите. Во минатото тоа декларативно се кажувало, претпоставувам од сите политичари. Сега треба и е време дојдено во Република Македонија, конечно после долги години, да биде тоа спроведено во пракса онака како што треба. Убаво звучи вака. Со колку критични дивоградби се соочувате во моментов? Некоја... Од она првична информација што го имаме, има два начини на постапување. Прво се добиваат решенија, сами се рушат. Да. Втората фаза, ако не се срушат самите, ние пристапуваме, ние ги рушиме, тие си плаќаат трошоци на општината. 20 предмети имаме до сега.
за најголем дел и сами си постапуваат до сега, но сите кои што се дивоградби практично ќе бидат во наредниот период санкционирани или ќе им се даде просто Не самите да постојат се ли, постапат. видете вака, од вашата партија во минатиот систем, еден од најголемите проекти беше легализација на дивоградбите. Да, но тоа е закон. Имате рокови од тогаш до тогаш. Се што не е во рокот е надвор од закон. Не, Така? зборам врз тој принцип кога веќе било дисторзирани законот и правилата и се она што било до закон и така натаму, а веќе е состојбата таква, постои ли можност дел од дивоградбите и да бидат легализирани? Видете, сега има и некој обид нов закон да има за дивоградби, Добро? но јас во моментов постапувам согласно она што го затекнувам. Како ќе биде законот? Кога ќе стартува законот? И се останато не знам. Пак нема да И ќе биде бидам фер. известен. Сега замисли некој е срушен, е имал шанса да го... Мислам, многу е сензитивна оваа тема. Јанко, и го јас знам разбирам дека и е вас, сензитивна. Затоа што, ако не постапите по закон, утре ќе ве гонат заради тоа. Значи имаме управна инспекција, која што вели, ако не постапиш по пријава, вие сте сосед на камерманот ваш. Така, имате пријава, а градите див објект. Ако не постапи институцијата, тогаш има управна инспекција и треба да одговара тој што не постапи. Значи јас не можам и не смеам да го заобиколувам законот. Значи, Јас морам да одам до крај. И одам до крај. Дури и да сакате да е ваш некој со партиец Татко или мој некој да, ваш, ја тоа го зборувам да ви со тропа секојаш на пример маса, го давам знаеш ли татко. кој сум јас, татко сум ти? Нема проаѓање така. Не може, Кај мене може да пројде состојба да дојде човек кој што е финансиски исцрпен, сериозно, да му помогнеме леп да јаде. Колку Да му се обезбеди таква помош. Оној кој што е... Жално е градоначалник да се занимава со јавни кујни. Имаме и таква работа и мене ме исполнува секоја завршена работа према граѓаните. Ја го живеам она што сакав да го работам. И го работам сега тоа што цел живот го посакав. Така да... Па да, бевте председател на советничката група. Да сумирам околу овој дел. Кај мене притисок Бројка, дајте ми. може единствено да се Рамков на направи. една, од прилика. Колку се критични Па вакви мислам дека градови? 20 нема некаде 20 случаи на? вакви, да. Дали се Ќе имаме сето тоа сега ревизија. приватни згради или се тоа објекти, не знам, услужни фабрики, не знам, Има и од има едни- некои приватни, има некои што се индустријски, мешовите составот. Дајте Према ми тоа заклучокот кој со на кого темата. бил близок, значи да сумирам. Ова е концепт нов, кој што треба да воспостави систем и тоа е идејата, она што народот го бара. Сите живееме во една одредена организациона единица, кисела вода која што се вика во случај. И со ова функционирање и со овој начин на делување, јас знам дека 10, 15, 20 луѓе нема да ме сакаат. Ама мора да покажеме како и да воспоставиме пракса како овој систем конечно треба да функционира и таа пракса да се воспостави за надол крок. Ова е држава, оваа држава има закони, имаме општини кои што треба да ги почитуваат законите. До сега праксата за мене беше слабост на системот. До сегашната пракса од години наназад. Ние мора да го ојачаме системот за нашиот народ да има еднаков третман. Кога вие имате закон, не може во законот едните да ги двоите лево, другите да ги двоите десно. Или тоа што го споменавте, ќе ви се јави некој пријател, бил братучет. Не значи ако некој со некого е братучет, брат или што и да е, има поголеми права од тебе или од мене. Ние се бориме за систем да воспоставиме во кој што сите ќе бидат еднакви, сите ќе имаат еднакви права и можности. Знаете, едни комунали, да. Утопија која што ја мислам дека може во пракса да функционира. Ова не е баш утопија. Утопија е, за жал, ја морам малце иронично да ја констатирам состојба, не заради вас, туку заради состојбата во држава, а знаеме од каде потекна, ако главата, рибата смрди од главата, никогаш од опашката, а збориме за почитување на законите. Вие овдека зборите воспоставување систем, јас слушам почитување на закон. Пази, ова нигде го нема, господине Георгиевски. Вие зборите да се почитува законот. И сега, кај нас тоа треба да стане концепт. Пази, ти викаш, ја правам концепт. И викам, чекај, што збори, викам, сега што ќе ми каже?
Па викам, овој човеков ми збори за почитување на закон. Па трагедијата наша е што ние треба концепт да направиме да го почитуваме законот. И зошто не се почитува? Затоа што соседот не го почитува и поминува, нема лагодно поминува. Затоа ќе имаме исти третман према сите, односно законот ќе се почитува. Многу одамна нашите закони се напишани, само треба почитување на законите. И тие 20 што ќе ги Точно. регулирате, ќе се трудат да финансираат, да дојде некој друг на власт кој ќе продолжи да прави Слободно. така Јас за имав, нивното. видете се, јас знаете во кампањата дека кажав дека ќе има ревизија на детални урбанистички планови и се прави таа. Ние ги отворивме сите дупови. Мене ме гласа граѓани, не ме гласа градежници или не знам собственици на не знам какви компании. Не сте уште влезени во црна кампања нивни, па ќе Слободно, видиме јас сум спремен. сега- Видете, најважно во животот е никогаш според мене, никогаш јас да не направам нешто што е спротивно на закон и да не оставам дамка на моето 4-годишно дете. Тоа ми е најважно во животот. Мене човек не може да ме купи и мито и корупција кај мене не проеѓа, ниту пак е било кој од мојот тим. Тоа е првото правило, а второто правило е законот мора да се почитува и ургенции за нешто што значи надвор од закон и законитост нема. И тука сите се јасни. Јас морам да бидам искрен и да кажам дека тука сериозна поддршка ми е и начинот на делување и мотивација на нашиот лидер на партијата, Христијан Мицкоски. На секоја средба што ние имаме, истиот не охрабрува секогаш да постапуваме согласно закон и да се потрудиме да го смениме системот во тој дел. Затоа што и тој е поборник за истото. И нашиот концепт секаде е исти. Вие ако погледнете на глобално ниво, ние на републичко ниво, исти третман имаме према некои работи кои што биле слабост на системот во минатото. Ајде да се вратиме на локалните проблеми. Значи, зборевме за дивоградбите. Една од првите работи која навистина вирално многу помина, тоа беше една ваша фотографија како доцна навечер, неколку дена од како ја презедовте функцијата, на врата на двор му предавате документи на еден човек. Беше тоа документи за легализација. Да. Зарем уште ние овдека во ваква општина, во епицентар на државата, имаме проблем со легализација. Што се случува и зошто толку години се чека луѓето да се ги легализираат објектите? Јас го И зборував како тоа за да. пар дена, истиот ден кога земавте, вие вечерта му го однесовте. Како тоа толку брзо се реши тоа, до сега не можело? Видете, прво треба секогаш, како и во секоја работа менаџерска, да најдете начин како да го мотивирате тимот. Тоа е прва клучна работа. Во општина Кисела Вода јас затекнав многу неработници, затекнав луѓе кои што земале плата, не доаѓале на работа, што е преседан од невидени размери за мене. Истите беа истите беа напуштени од работа, ама истовремено начекав и затекнав луѓе кои што сериозно добро работат и кои што со мала реорганизација, она што тврдев во предизборието дека е возможно да го направиме, го вадиме нивниот потенцијал на површина. И они се вложуваат триумфалистички кога заеднички ќе сработиме некој проект. Администрацијата јас морам да напоменам, имаме честни исклучоци, но најголем дел, особено луѓето советничкиот тим што е околу мене, советниците, раководители и сите останати, триумфалистички го чувствуваат моментот кога ние заедно ќе сработиме некој проект. Сите се среќни. Јас сум среќен затоа што сме завршиле некоја крупна работа, среќни се сите. И тоа е добар начин на делување. Рано е уште да ве прашувам за реализирани проекти, ама имаме. Доста. Ама имајте и тоа. Што сакавте да докажете? За легализацијата. Да, значи... за документот. Како тоа толку брзо? Тоа значи дека вие не го изработивте тој ден. Ја не верувам дека сте го изработиле легализацијата. Точно. Ја мислам дека тоа било у ФИОК. Точно. Имаше предмети кои што биле во ФИОК, имаше Зошто? Предмети кои што Зошто? па не знам и не навлегувам се. Па зар не ги прашавте тие луѓе кога им дававте? Еве ви го вашиот предмет. По колку им седеле у ФИОК? По 7-8 години чекале да им биде завршена готови легализација. предмети? Па најголем дел од првава тура која што ги поделивме, до сега имаме, тоаш поделивме 100 решенија, мислам дека беа, до сега имаме за 100 дена околу 500 решенија изработено. Го триплиравме таму тимот,
500, 500 решени. Да. И сега го сменивме концептот. Вашиот претходен порано колку? По 7-8 години. Тоа чекало, не се ни решавало, предпоставувам. Па не знам точно, ама и не сум видел, не знам дали се водело статистика за До сега за 100 дена 500 решени 500 имаме. Јас се оврзав пред граѓаните дека за година дена сите кои што се решливи, кои што односот не зависи од суд, меѓусебни односи на комшија, собственост и така натаму, сите кои што се чисти предмети, сите ќе ги решиме за година дена и ќе ги решиме. Таму го триплиравме тимот. Ако работеа 4 или 5 мина, се работат 15 луѓе таму. Сите се високо мотивирани, сите се добро организирани, има перфектен раководител на секторот легализација, моја соработничка блиска Ирена, и работите одат буквално онака како што треба и како што практично се боревме да биде сработено тоа и да се работи со полн интензитет. Зошто отиде директно на врата да му го даеш документот? Затоа што на тие луѓе прво им должиме како институција, не лично јас, но институцијата општина Кисела Вода извинување. Јас го извини кога му го даде? Па на најголем дел им кажав дека се извинувам од име на институцијата, затоа што е непријатно некој да не може 10 години или 7 години да земе кредит, затоа што му зависи работата од документ кој што некој му стои во фиока или му стои на бирото лево или десно. Како реагира? Презадоволни се граѓаните и сега го сменивме до крај концептот. Значи сега, освен оние кои што нели сакаат, инсистираат да дојдат да си го земат предметот од општина, јас кажав и во кампањата и се обврзав за истото и го практикувам и така ќе биде до крајот на мандатот, дека нема да користам службено возило, гориво и репрезентација. Јас не сум седнат ниту еднаш во кафејана на сметка на општината, си возам приватно возило мое, си ставам гориво јас самиот, затоа што сметам дека доволна е платата со која што ме плаќаат граѓаните и немам потреба од таков луксус. Направивме една пракса нова во која што сите ваучери за новороденчињата, но и сите предмети на легализација кои што се сработени во меѓувреме, наши вработени од општинскиве служби одат и лично на врата им ги носат на нашиве сограѓани, затоа што нашиве сограѓани го заслужуваат тоа со години наназад, не само сега. И треба тоа да биде една пракса која што ќе се спроведува до крај. Еден ден ја нема да бидам градоначалник, но треба да продолжи оваа пракса затоа што заслужуваат нашите сограѓани. Гестот е убав, господин Георгиевски. Дали трошокот е окей? Мислам минимален е ова трошокот. Јанко, јас ако нели ви е дадам поисплатено да го добие Не. по пошта? Не, убаво од многу аспекти и не е некој трошок за општината ако се земе во предвид какви трошоци имало во минатото. Значи ова не е Какви никаков трошоци трошок. имало во Па минатото? еве горивото да земеме колку се трошело за кабинет за градоначалник. Тоа на ревизија ќе видиме. Тие се видат и се утврдат. Вака немате некој вака Ја моце ексклузиви да сум видиме што е вака, јас сум покопано и моце така. поразличен од сите во тој дел. Мои колеги. А И не јас, вадите скандали надвор, не сакате? Тоа ли сакате Не. да ми кажете? Кога ќе има скандал, тоа ќе биде објавено пред јавноста, затоа што јавноста мора да биде запознаена. Но јас не навлегувам со шпекулации, видете дали ова е точно, дали ова не е точно. Јас кога ќе излезам конкретно со една папка која што ќе содржи работи што треба да ги содржи и кои што можеби се прекршување на законот и ако бидат потврдени истите, ќе можам да информирам јавноста за тоа што се правило. Вака сега се ќе биде, знаете, овој поради друга политичка провиненција, напаѓа, вака било, така било, која ќе се утврди Се ревизија. подсетувам да. додека ми изборите дека сте само 100 дена Да. на функција, нели? Па за да можам да ве прашувам нешто повеќе, сигурно до крајот на годинава, негде пред нова година, тоа би било поинтересен еден отчет после година и нешто што конкретно и малце повеќе се сработило, иако и за тоа ќе збориме вечерва. Клучевите им ги собравте, имавте една Да. сите клучеви од службените автомобили. Убав гест, нели, да покажете дека, нели, злоупотребите повеќе, нели, порака. Но... Ама и друга работа. Сега, Да. кога зборевме за горивото, сега во 16:30, освен некој ако има пример ако се останати на терен дел од службите кои што работат, во 16:30 сите возила се на паркинг. Ја вака се фрапирав кога видов какви возила имаме ние на располагање. Колку возила имате на располагање? 6, 7, 8. 8 Осум. Да.
И сега ќе имаме уште 2 донации. Њујорк Во нема наредниот осу. требаат возила, Рудов- видете. Ние имаме служби кои што прават Не, се проценка. шегувам, така. Имаме служби кои што излегуваат за предмети легализација. Имаме курирска служба, ама тоа не треба да се 9 шофери да работат во тој дел, туку со 20-тројца шофери се менаџира, ама возила требаат и сега го сменивме принципот. На почетокот тука малце Имате некои малку- Мерцедеси со мачки Имаме што еден го Мерцедес, немаме мачки што го гребеле, ама стар еден Мерцедес имаме, кој што ја искрено мислев дека еден вака од припаднициве на Социјалдемократскиот сојуз, негов е Мерцедесот, па дознав дека на општината е. Ќе го продават? Па не знам, треба да се расходува тој Мерцедес, старе Јанко, тој е С класа, некој е од ја и со возила си имам занимавано, па добро ги знам возила Добро. во минатото. Тоа е некоја С класа од 97-8 година, ако не се лажам. Така да, тоа знаете како, подобро е да го немате Може отколку да го говори имате. 4 очи со мене? Не. Таква работа кај мене нема. Тем. Да. Мене таман добро ми дошло. Сигурно Сега не тој ви иде докажав. Значи на почетокот такви работи обично и тежат на општината. Точно. Затоа што Од тој аспект. треба сервиси, треба пак одржување. Има ли некаков концепт или рано е уште да збориме можеби за електрични возила или со плински уреди чисто заради загадувањава, сепак се возила кои мора да крстарат во најголемиот дел од сообраќајот. Види, тоа е силен предизвик за мене и како и сите останати, ја ќе се борам во наредните 4 години да го обезбедам, но ако вака реално погледнам на работите и ќе ја земам во предвид повторно буџетскава дупка и ќе земам во предвид дека во Стаклара сега ќе отпочнуваме за месец дена водоводна мрежа, вода да им однесеме на луѓето. Во Стаклара Во вода. Стаклара вода, затоа што 30 години водоснабдувањето не им е решено и немаат канализација. Ај што немаат канализација, туку во 30 години никој не сработил проект за канализација, па сега го нарачавме и проектот да го изработиме за канализација. Да го имавме проектот, ќе влезевме заедно во иста фаза и водоводна и канализациона мрежа да воспоставиме и да биде како што треба луѓето да живеат во 21 век. И сега јас да говорам за да ќе се борам и тоа ќе биде мој предизвик на кој што ќе работам, но приоритет ми е она што сум го кажал и во кампања. Да обезбедам услови за сите мои сограѓани, онакви какви што личат за услови во 21 век. Да не се збори веќе во кисела вода, како што 30 години назад се збори, во секоја изборна кампања, за водоводна мрежа, за атмосферска канализација, за фекална канализација и така натаму и така натаму. А не Тоа се прави. сакам во наредниве 4 години да го ставиме позади нас и кога ќе застанеме за 4 години и јас отчет да дадам како кандидат за кисела вода, можеби ќе ја барам поддршката од граѓаните за втор мандат, наспроти мојот опонент да збориме за некои работи кои што се едно ниво погоре од она што сме сега. Значи ние сега живееме во 19 век и пробуваме транзиција да направиме. Ја ќе направам бунар. Не, стварно мислам апсурдни работи. Мислам дегутантно ми е мене, ама да зборам овдека Google Earth имаме отворено овдека, зумираме сателити, збориме за канализација. Збориме за луѓе. И тоа збориме у урбана Вода да немаат средина. да Не, пијат. ова не збориме у некој си планинско место. Да. Каде што, мислам, нонсенс е ние живеачкава овдека. Кога ја спомна Стаклара, што се случува со тој објект веќе кога фабриката, тоа е, знам, прилично разрушено. Што ќе биде? Има ли некаков интерес за нешто за таму? Нема многу детали да отворам околу тој дел. Добро. Дел од објектите таму се купени. Кога? Најголем дел. Па не знам, купени се некако од некој порано, станал така. собственик. Добро? На не знам каков начин и тоа е работа која што централна власт треба Аха. да се испитува. Може би се купени најрегуларно, јас не навлегувам. Не сакам некого да го обвинам безпотребно. Но земјиштето најголем дел таму е државно. И Немате ингеренции било што да... па немам ингеренции, но јас сметам дека таму треба дел од парцелите да се парцелизираат и ние како општина да ги продадеме на потенцијални инвеститори, за да може и општината да заработи сериозно продажба на земјиште, затоа што тоа е доста атрактивно место, а од друга Мислите страна и тука да се донесат инвестиции. да биде за живење, не да продолжи за погони градење? Мислам дека тоа е место совршено како и Охис што е, како и новата индустријска зона која што ја проектиравме
пред влезот на Драчево за индустријски капацитети. Индустријски Зборувам за лесна капацитети. индустрија, да не ме разбере Пошто нешто погрешно. ОХИС не може, според не вашиот претходник, Коце Трајановски овдека во емисијата неколку пати ми нагласуваше. ОХИС може само паркинг да биде. За возилата ништо не може да се изгради. Значи не може ни почвата е до толку загадена да ти што и да изградиш, за живење не доаѓа во предвид. Никогаш вика не ќе може да се живее на тоа, а вика не може да изгради затоа што нездрави услови се, тоа се испарувања кои се константни отрови, така што вика може само единствено паркинг да биде и возилата на јавните предпријатија таму да бидат. Дури ни парк значи не доаѓа во предвид да нема многу луѓе на тоа место. Тоа е трагедијата на ОХИС, а вие ќе си живеете со ОХИС до крај на живот. Граѓаните на кисела вода, така ми е кажано, дека не постои спај. Ни таква, ни тупа поразлична информација од тоа. Добро. За таму нормално ова што вас ви ова ми е кажано во емисија, Коце на затоа и го времето, пренесов. треба да биде за мене подкрепено со некоја документација. Таму знам дека се чисти се линданот и нормално ако утврдат служби дека таму може индустријски капацитети да се градат, Така е, лесна нормално, индустрија, апсолутно. тој дел треба да се развива од тој аспект. Но живеалиште таму нелогички е за мене, така да на такво место. Да. Најголема реакција на јавноста беше кога излезе веста која се пушти пробниот балон, тоа беше летото пред изборите, за урбанизација на Расадник. Тогаш вие овдека дојдовте во многу бурно реагира, па дури и нивните што се вика оние НГО-а кои се и под нивна контрола, едноставно голем беше притисокот од јавноста дека јавноста не сака таму да се гради. За жал, Расадник веќе е сериозно зачепнат, дури ако го погледнеме, но ова што остана, излеговте со еден сериозен концепт. Ајде малце повеќе за тој концепт, нешто во јавноста се појави, малце образложете го и да видиме колку е реално остварлив. Видете, јас во кампањата кога го најавив овој концепт кој што го имплементираме сега во пракса, бев од моите политички опоненти обвинуван дека тоа декларативно го кажувам и дека тоа не е возможно во пракса да се спроведе и така натаму и дека на крајот од денот јас ќе бидам човек кој што нема да го испочитува на што го ветува. Еве покажавме во првите 100 дена дека сериозен фокус ми е Расадник, ама да го решиме како што треба. И да не дозволиме, односно да го стопираме тоа што планираа да го направат во минатото, јас го тврдев, тие ме демантира илјадници пати. Повторете што тврдевте. Јас тврдев дека таму треба да се изградат 99 згради. Односно, кажував дека 100 згради, не се 100, по предлог ДУП-от кој што требало да помине таму, 99 згради. Значи, тоа што сум го тврдел, 100-0 е точно. Сега, јас настапив со концепт кој што сега го имплементираме, а тоа е меѓународен конкурс за идејно решение, кој што ќе биде објавен за Расадник, во кој што по кој што предлог на избрано идејно решение ќе се изработува новиот ДУП. Ќе оставите на референдум? Па размислуваме се уште да го окончаме целиот процес. За многу скоро ќе го објавиме конкурсот меѓународен и сите услови ќе ги наведеме внатре. Значи, во финална фаза сме. Не е ваша визија, вам ви се сонило, вие имате таква желба и љубов со Расадник тоа да се направи, туку меѓународен конкурс за да учествува кој и што да прават. Значи вака, ова е Расадник. Да. Градската четврт Режија може да Ј14. префрлите компјутерот? Во минатото, Да, благодарам. во минатото поединци седнувале во канцеларија и си цртале каде треба да има 14 катница, каде треба да има 5 згради, каде треба да има 12 згради, во која парцела што да биде. И тоа е многу исплатливо, тоа се големи пари и да. за нив и за општината. Јас викам вака. Ги тргам рацете од цела оваа работа. Прв пат, после меѓународниот конкурс, Кензо Танге кога има добиено, после земјотресот, за суидено решение за трговски центар и тој четврт таму, распишуваме меѓународен конкурс,
За прв пат. За прв пат. Во независна Македонија за прв пат на овој начин се утврдува детален урбанистички план. Распишуваме меѓународен конкурс. Јас се надевам дека ќе има многу предлог решенија од цел свет. Значи тука ја оставаме креативноста за овој четврт да се уреди на целиот свет. И на македонски архитекти, и европски, и светски, сите ќе можат да учествуваат со предлог решенија. Дали има насоки? Има насоки. Што се насоките? Насоките вака се. Во делот дека она што го кажав и во кампањата. Според мене и мнозинството граѓани ние немаме соборен храм во Кисела Вода. Сметам дека тука треба да има една убава црква. Треба зелена површина најмалку 10.000 квадрати. Најмалку. Колку е расадник вкупно? Мислам дека е 60... Добро. 60.000, така нешто. Добро. Не знам точно, ама Добре, прилика мислам дека толку. прилика. Да. Градинка неопходно е да има. Неопходно е да има училиште. И останатото оставаме да биде креатива на авторите односно архитектите кои што би дале предлог. Врз кој што предлог подоцна ќе биде изработуван детален урбанистички план. И јас и општинската администрација целосно ќе ги тргнеме рацете од тоа. Дали треба Правиме тој композиција. проект да биде да генерира профит, да генерира средства Не. за општината? Тоа решение во најголем дел треба да обезбеди хумани услови за живење на моите сограѓани таму. И Општината има начин. Никој после вас да не може тоа да Точно. го сруши, туку да остане како лендмарк на градот и на општината. Точно, Така? точно. Трајно решение. Точно. Јас сум кажал дека јавно и стојам позади тоа дека тој дел треба да се урбанизира. Што викаат граѓаните? Граѓаните сериозно го поздравуваат овој начин. Особено го поздравуваат начинот што ние создаваме сега и партиципативно тело во кое што ќе учествуваат представници изминативе денови беа кај мене, имавме состаноци со деканот на архитектонски факултет. Кажете подетално. Комората за архитектура Така. на архитекти во Македонија беа и останати луѓе кои што се звучни имиња во Македонија. Јас сум добар менаџер. Имаше пред на една емисија ова моје тврдење, јас сум добар менаџер, малку го исмеваше еден колега ваш, но не е важно, јас сериозно го сметам тоа. Ама не можам јас да бидам добар архитект, не можам да бидам најдобар спортист, да се правам се што лог, кога има луѓе кои што се стручни за тоа. Јас треба само да ги изменаџирам работите и процесите. Во овој процес, јас одговорно тврдам, нема да дозволам овој четврт да се уништи како што се планираше тоа да се направи во минатото. И мене граѓаните тука ми дадоа во тој дел апсолутна поддршка за изборите. Јас победив во расадник 3:1 поради мојот концепт. Баш заради расадник. Баш заради расадник. И поради тоа што граѓаните немаат основни услови за функционирање таму. Заради тоа што нема паркинзи, па ги решаваме сега и останати работи. Така. Но откако ќе биде објавен меѓународниот конкурс за идејно решение, ќе биде создадено и партиципативно тело во кое што јас не учествувам. Ќе учествуваат стручни служби, односно компетентни лица, општествени чинители, разни, ќе учествуваат сопственици на плацеви и ќе учествуваат граѓаните кои што живеат таму. И кога ќе се избере нешто, ќе биде избрано во согласност од сите. Нас ни треба тоа. Нас ни треба тоа. И тоа мораме да го постигнеме на ваков начин. Мислиш дека Потранспарентна, Јанко, извини, постапка да? од ова ниту имало, Ниту Киев. Не верувам. Да. ќе има затоа што јас планирам сите детални урбанистички планови во иднина и четврти кои што ќе се носат, да се носат на ваков начин. Затоа што ова е брилијантна идеја и брилијантен концепт, не мој. На луѓе од минатото кои што го измислија, ние го имплементираме сега. Во кој што целосно транспарентноста ја креваме на највисоко можно ниво и спречуваме можности за корупција. А утре Да се никој не договараш може со да те сопственици. обвини. Имаше конкурс меѓународен, комисија. Кој ќе чекај, Добро. полека. Многу ми навираат, морам да се вратам. А и ми давате доста податоци. Како реагира
Комората на архитекти и со деканот на архитектонски во врска со вашата идеја и објавување на меѓународен конкурс. Значи, првенствено го поздравуваат потегот. И искрен да бидам, сега нема да навлегувам во имиња, но дел од нив се фрапирани од тоа на кој начин ние сме решили ова да го имплементираме вама. Од постапката, во смисла на тоа дека не било ова на овој начин направено години наназад. А требало? Да. Секогаш политика Не да само се кај меша. вас, него туку целиот град да биде преку стручните... Точно, Така. точно. И мене ми е драго што истите се приклучија во целиот овој процес. Многу ми е драго, затоа што сериозни имиња ќе стојат позади тоа. Сериозни, стручни имиња. Дали тие стручни имиња ќе учествуваат како жири кој ќе го Точно. избере? Да, ќе создадеме, најдобро? ќе биде формирана и жири комисија, која што ќе одлучува на крајот. Ние размислуваме за еден модел, но се уште сме во финална фаза, каде што планираме и да спроведеме не класичен референдум, туку гласање за идејниве проекти, кој што ќе носи во жирито одредени гласови, например 2 или 3. Збориме онлайн, преку Facebook, Twitter, Па, нешто социјални медиуми, Еве ви кажав дека се уште да може граѓаните директно да гласат. Директно. Јанко, ја на крајот на денот ова го спроведувам и го правам за граѓаните. Така, се е минливо и менливо. Јас сум апсолутно свесен за тоа. Ова е политичка функција и шанса дадена од граѓаните и од Бога. Јас во моментов да направам нешто во кисела вода за нив. Да, ама се ова само плата ќе имате, нема ништо алаш вериш да добиете во Ја една работа ќе ви кажам. Ни провизија, ни ручече у ресторанче за вакви работи. Јас, Јанко, финансиски сум реализиран. Имам едно дете. На крајот на мандатот сакам да се зборува за мои дела. И кога ќе прошетам по улица, да не бидам со наведната глава, да ме псујат најголем дел од граѓаните, како што тоа било пракса во минатото со политичари кои што излегуваат од политика. И сакам да тоа го сметам како најголем предизвик, да создадам десетици проекти кои што ќе го одбележат моето време на администрирање на општината. Ја живеам за тоа. Јас ти кажав тебе, и тоа го знаат и најблиските соработници мои, но и сопругата моја го знае, моето семејство го знае, дека ова го правам затоа што сакам да оставам трак. Во минатото, земете во предвид 500 години наназад. Се зборува за дела или се зборува за одредени личности кои што се наполниле со пари на грбот на граѓаните. Се зборува за дела. Така, делата не може никој да ви ги земе. Потполно сте во право. Тоа Тоа ви е водилка и тоа ми тоа е ви водилка. дава енергија, како, а не е само... Нели, сепак, ќе се надевам дека нема да подклекнете под притисоците, затоа што порано, кој да доеше на власт, неговата партија справаја сериозни притисоци за да се прават исклучоци. Тврдите дека нема да го направите. Многу е храбро, многу е смело. Многу ми накреваат веќе, дури и јас, затоа што колку и да ви верувам лично или да ми се допаѓате, што е небитно, ја ќе треба да ги видам првин делата за да го докажа тоа што го зборите. Се до тогаш ќе биде, нели, само збор. Што се однесува до расадник, расадник не е битен само за далеку од тоа. Расадник е битен за цел град. Значи, збориме за еден пресек, да се пресече веќе една линија на дисторзија на овој град. Ја мораме сега така да се изразувам, затоа што ова е веќе дисторзија. Ние повеќе немаме места. Мислам дека доволно има и дека и станови и места и мислам дека не гледам веќе потреба за нешто. Ама немаме урбани места за живење. Тоа некако го заборавивме и беше нормално дека ете навалница сите у Скопје ово она треба да се изгради. Ама сега излези од зграда нема. Знаеш, првава генерација жива среќна. Како ми викаше една моја роднина од внатрешноста, зема стан над рекорд. И се и помагам, знаеш ова, станчено мизерија зградана, со ние дрвени ролетни, отвара, автобуси не корне. И викам, добро бе, викам ти среќна си, а она ми се врти на смејане, ми вика, ко Лас Вегас да сум, вика. Значи, ама
она е една генерација, она е среќна. Не и смета ништо лошо од град. Втората генерација веќе ќе има многу проблеми овој градот со граѓаните, а пред се со непочитувањето на законите. Извинете што го злоупотребувам малце за некои мои тези да извадам. Повели. Во овој контекст, значи една од борбите мои, заложбите во предизборието и она што сега го имплементирам во пракса беше хуманизација, односно хумани услови за живот во урбаниот дел на Кисела Вода, каде што во минатото за профит на поединци жртва беа граѓаните со години наназад. Ние дозволивме, за жал, Црничи и Пржино да се уништуваат константно со години наназад. Еве сега превземаме чекори за таму. Црничи и Пржино, најпрво ние ги отворивме дуповите, да можат граѓаните, и ги прикачивме сите јавно и транспарентно, да можат да ги видат, да видат што се планирало да се носи кај нив, со што би се соочиле во иднина, и не идовме на состојба, тоа го споменав и во некоја друга емисија, наспроти Мовара, тука има едно место, црквено место од времето е, Балаклија се вика, во зелениот појас нацртале маркици за зграда. Не може, Јанко, тоа така. Не може тоа така. Значи има нешто што може, има нешто што не може. Црничи и Пржино го направија, народски кажано, решето изминативе години. Не можат луѓе да функционираат нормално. Се почесто сакаат граѓаните од таму да бегаат од таму. Јас нема да дозволам такво нешто да продолжи. Како ќе им направите подобри услови? Па еве се подобри услови прво. Немаат прво основната работа е паркингот. Сега ќе ви кажам прво што превземам. Има толку многу згради, а нема. Или ги отворивме, дослушајте ме, ги отворивме дуповите. Забелешки си дадоа над 100 забелешки граѓани, кои што интервенираат за позиции кои што се нелогички. Оставивме самите да видат и самите да реагираат. И реагираат. Прво е транспарентноста, а после следува отчетноста. Во Црничи и во Пржино ќе направиме сега автентично толкување на законот, каде што нема 15 стамбени единици да има во куќа, на висина од 10 и 20, па тоа да го злоупотребуваат, наводно градат куќи па да бидат згради со по 15 стана, 14, 10, 8 и како и да се правило во минатото, ќе бидат 4. И висината ќе се намали од 10 и 20, кое што е моментално, и го остава овој простор за маневр, и место куќи згради да никнуваат на секој чекор, ќе намалиме на 8,40. Тоа законот го дозволува, со одлуки на Совет, на тој начин јас ќе го заштитам и Црничи и Пржино. И една небулоза, според мене сериозна, која што ја тврдев работа во кампањата, а се испостави дека и тоа е точно, тоа е дека на местото на Слави игралиштето во Пржино, каде што јас предвидувам спортски комплекс од отворен тип, да се градат згради, нема да се градат згради. Па кој сака нека бил во комбинација и во игра за тоа место. Тотално ирелевантно. Тоа е едно од ретките места во Пржино каде што има игралиште со години старо. И таму, ете го. Да. И тука требало згради да има. Не може тоа, Јанко, така. Игралиште ЈСП Пржино. Ето, тоа е. И овдека предвиделе згради. И згради. тука имаше згради предвидено. Ја, како да ви кажам, ни на крајот на памет не можам да си доселам таква работа. Што ќе направите тука? Ќе си го реализирам тоа што им го ветив и им го должам на граѓаните од Пржино, кои што масовно ми дадоа поддршка за изборите. Тоа е спортски комплекс од отворен тип. И ќе остане. И ќе си остане, ќе се забетонира таа позиција. Овдека ќе си бидат спокојни, ни пристап, ни паркинг. И има пристапот од ево тука е пристапот, ете улица. Так. Да. Од тука се влегува. Да, треба мало проширување, треба убав паркинг да се направи. Ќе го дадете некој да го... Па ќе видиме, размислуваме за форматот. Јас сега сум фокусиран на од отворен тип ќе биде. Јавно приватно партнерство? Сега привршуваме салата Расадник си ја вративме и сега е собственост на општината. Добро. Сега размислуваме. Во каква состојба е Расадник? Па поприлично лошо, би рекол. Но нуди можности. Централно е во Кисела Вода, една од најдобрите локации. Јас за таму имам сериозно добра визија која што ни недостасува на сите нас. Јас живеам тука баш во тој дел во Расадник. Ни недостасува на сите наши, и мене и на сите мои сограѓани. Тука планираме спортски комплекс со затворен пливачки базен.
ете го и базенот тука стариот, каде што сега Вие и после базен години сте имале расадник. да, имаме, ама не функционирал. Не, јасно. Да, тука треба да биде еден убав спортски комплекс, нешто слично на она што Самсоненко го направи со салата Јане Сандански, затоа што моите сограѓани го заслужуваат. Тоа истото планираме да им го возможиме тука. Кој ќе инвестира? Самсоненко барем инвестираше своји средства и имаше. Видете, Милионер. ќе си биде објавен оглас и ќе има можност. Ние имаме сериозни компании во државата. Ја верувам дека некој ќе биде заинтересиран да влезе по пат на јавно-приватно партнерство тука и да направиме едно добро дело за сите наши сограѓани. Случајно се возев пред некој ден во овој дел овдека и неверојатно ми е зашто луѓето не почнат да се касаат меѓу себе. Се извинувам заради иронијата, но погледнете. Погледнете, ова е веќе влезено во расадник, колите. Па овде е Сега за така, тој дел тука, додека сте тука, Ајде. тоа е паркинг плац кој што е даден со право на користење од страна на собственик кој што има парцелата. Разговаравме со истиот, го замолив до финиширање на состојбата со ДУП таму да ни дозволи да го прошириме истиот, за да овозможам барем 100 возила тука да се паркираат во наредниве години. Би сакал да ве замолам кај салата да се вратите назад. Монтажната гаража, етеа, која што е веќе во финална фаза, треба викендов прв слој асфалтирање да има. Ето тие што се бетонските... Овие? Да. Тоа е катна гаража? Тоа монтажна гаража тука Монтажна правиме. Монтажна гаража. Имаше тука, тоа беше посложена процедура, затоа што немаше одобрение соодветно за градба таму. Односно имаше донесено одобрение за градба на континери кои што се поставуваат на автопатите за пресоблекување на работници. За да биде согласно закон, требаше, ова се стари снимки, еве тука, кај возила. Ете, да. За да бидат... кога Google беше овдека, стари снимки се тоа, ама не е нешто поразлична ситуацијата. Ја завршивме работата со одобрението за градба. Веќе ви кажав во финална фаза околу првиот слој на асфалтирање и мислам дека до некаде за 20 на 25 дена би требало да се финишира со тој дел. И дополнително во расадник кај бензинската пумпа Мечкаров, може да отидете. Не знам каде е, повели. Мак Петрол. Мак Петрол. Па тука е така. местото Мечкаров, добро познато. Мечкаров Се гледате од лево тука едно делче. Ете го. Тој ќош, вклучувајќи во предвид и ова, сега таму имало дрва на времето, сега немаше дрва. Орце повели. Ево. Значи ова е потек. На... Не, можеме на лист. Да, нападат. Ево вака, видете, овој потек цел. Ево овој потек овдека, каде што стои дека има дрва, ама тука депонија беше огромна, со години назад. Тоа уствари е депонија, не се дрва. Депонија и тоа сериозно голема депонија овдека. Повеќе од 20 камиони, мислам дека отпад, шут. Го исчистивте? Го чистиме сега моментално, во финална фаза сме, денови ќе се поплочува со бекатон и тука ќе има над 60 возила паркинг нов во Кисела Вода. Само дозволуваме Јанко со други зборови креативноста да проработи. Дали паркинзите тоа ќе што правите со години... зонско паркирање во Кисела Вода ќе спроведувате или Види. ќе биде бесплатно како и досега? За јас да направам зонско паркирање, треба да обезбедам услови за граѓаните кои што подоцна ќе плаќаат. Така. Во Кисела Вода состојбата инфраструктурна ни е голф терен. Каде и да поминете со возило, нема улица без дупки. Нема. Значи нема улица без дупки. Ја просто се чудам како се трошеле буџетите години назад. Една улица да земеме во предвид и да речеме покојна Беличанец викаше исто беше критикувана и ја ја критикува во емисија. Викам, асфалтирајте улици, стварно коли се кршат. Случајно кога поминам, викам, ја калнам по мислата што сум тргнал низ Кисела Вода. Вика, додека се гради, не ставам грам асфалт. Оти џабе, ми викаше Јанко, џабе да ставам асфалт кога поминуваат шлепери, поминуваат мешалки, поминуваат багери, типери и така натаму. Билјана ми беше блиска пријателка и штета што така заврши нејзиниот живот и ми искрено криво.
Но така ако еве го земеме во предвид тоа, шлепери и камиони ќе поминуваат секогаш. Јас концептот мој е следен. Фазно влегуваме населба по населба. И завршувам цели населби. Сега, пролетва стартуваме. Цело Пржино, прв пат после земјотресот, во Пржино сите улици ќе ги асфалтирам, не една, две, три, сите улици. Сите улици. Во Црнич, сите улици што не се асфалтирани, на Омохридски ја Кога збориш завршуваме. Пржино, влегуваш. Добро. Значи, све што е Краци улица, лево, краци десно, све тоа асфалтираш. 17-18 улици. Добро? Не Зошто? би ти е поисплатливо, сега вака ја да сум ти пиар ке ти рече Борце, не брзај сега, чекај пред избори. Сите така прават. Ја не сум избран за да чекам избори. 3,5 години ја треба да спијам како што спиеле години назад. Значи, после Пржино, Значи, влегуваме Црниче и Пржино, целосно асфалтирање. Во моментов сме во финална фаза на одобрување на еден проект, средства за 11 октомври бараки. Исто, после земјотресот. Значи, јас секогаш гледам работите кои што ги правиме да биде меѓународен конкурс за прв пат во независна Македонија, после земјотресот. Пржино, Црниче, улици, асфалтирање, прв пат после земјотресот, целосно. Не зборам за кракче 20 метра и ќе сечеме лента. Зборам влегуваме за 20 дена цело Пржино, цело Црниче. Зборувам за населба Драчево, Живко Фирфов се довршува до бензинската пумпа 930 метра. Славка Димкова ја почнуваме, благодарение морам да истакнам сериозна поддршка ми е градоначалничката на градот Скопје. Со меѓуопштинска соработка над 40 милиони денари ќе помогне во населба Драчево. Славка Димкова, тоа е сериозен проблем со години наназад улица која што не е допрена во минатото, но уште посериозен проблем е тоа што немаше атмосферска канализација. Исто, асфалтирање, односно поставување на атмосферска канализација, средување на тротоари, тоа истото важи во останатите населби кај што ќе се асфалтира. И подоцна после тротоарите и асфалтирање на истата, значи комплетно завршување за ние 30 години да немаме проблем таму. знам дека не е ваша ингеренција, но улицата Борис Трајковски. не Борис Трајковски што Булеварот. продолжува булеварот, но мене ова ме интересира што булеварот што поминува дали ќе се продолжи, тој почнал да се гради, што води до Драчево. Па тоа е булеварот Борис Трајковски. И докаде тој има ли шанса Таму да го биде? состојбата е следна. Значи, Петре Шилегов нема- пред избори му текнува вие што Така. викате, чекај избори да дојат. добро. На Петре Шилегов му текнува како што им текне и на сите во тоа време. Чекате, луѓе за 3 месеци треба да не гласаат повторно, да бараме поддршка. Распишува тендер, добива фирма, проектот е уште од време на господинот Трајановски Коце, но при тоа нема завршено ниту еден предмет за експроприација на цел потек. Значи таму има 100 субјекти со кои што треба вие да седнете, да разговарате и истите да се согласат Како за мостот. експроприација. Како со мостот Да. што направи. Така, И јас лично сум вклучен во целиот процес. добро. Нормално градоначалничката, службите од градот, градоначалничката има сериозен фокус затоа што и тоа го вети пред граѓаните во Драчево и на тој дел таму Пинти и останатите. И веќе постепено влегуваме во фаза каде што првите експроприации почнаа да ги потпишуваат договорите, со тоа што од тие 10 метра должина кои што Збориме вака да им разјасниме на гледачите што се работи. Значи, збориме за тротоарите. Он не може да прави таму тротоари и да проширува кога дел од тоа се парцели и Точно. приватна и собственост. не можеш да почнеш Тоа ми да правиш кажувате. булевар, Така, а да не е првен ги расчисти а да не е имотно-правните. расчистено имотно правно состојбата. И пред некој ден има, ја ги разбирам, дел од советници од Кисела вода им напишале некој текст таму, им дале да прочитаат, немајќи што да искоментираат, па ме прозваа за булеваров Борис Трајковски како проект кој што сме го стопирале со градоначалничката на град Скопје Данела. Смешно. Се, како да ви кажам, ја да сум на нивно место, 4 години ќе седам затворен во некој ќош и никош нема да излезам во јавноста. После тој хаос што го оставија и го оставаат се уште на централно ниво, но збориме за прозивка
за нешто за кое што тие 4 години не мрднаа со прст. Со прст не мрднаа 4 години. Пред изборите раскопаа едно делче кај што е државно за да покажа дека нешто работат, но нашиот народ е многу мудар, доста интелигентен и знае да процени и расуди. Се прашувам. Да, во првите Убаво 100 што им дена. верувате. Да. Јас сум скептикот кога во прашање граѓаните? народот, за граѓаните. Ја единствено Ама ме радува ако вие сте во право. Јас верувам и сум во право дека нашиот народ е Јанко многу мудар. Нашиот народ може да ти даде шанса, ама може и да ти ја земе во првата прилика после тоа ако го изневериш. Ја носам заклучокот спрема тоа што даваат шанс. Логички е народот да даде шанса и мене ми дале шанса и јас ќе ги убедам дека исправно постапиле. Многу пати се Да. изгореле граѓаните. Е сега, Катастрофа за е да не ситуација. се изгорат граѓаните, затоа како и да звучи, јас сум вложен потполно до секој мој атом, до последен атом енергија, дено-ноќно да работам на реализација на проекти. Колку е под вас не е ваша ингеренција Борис Трајковски? Не е наша ингеренција, но заеднички интерес е ние да сработиме Да со сработите. стојбата. Има собственици таму на индустријски објекти кои што јас ги познам. Ја во Драчево сум израснал до 23-4 години, сум живеел активно во Драчево, сега живеам во Растаник, родителите мои, сестра ми живее во Драчево, сите пријатели и јас имам со тие луѓе постојана комуникација, многу полесно ни одат преговорите, кога ќе седнеме на маса, да и они сватат дека не може ние со одредени постапки да допринесеме над 40-50 илјади жители да бидат во заложништво. Тој булевар мора да се реализира. Мора да се реализира. И како што ви напоменав, ги интензивиравме тие средби, ги повикуваме најчесто 4 до 5 во групи. Имаме состаноци редовни, градоначалничката повторно за да ќе не биде кажам, во 4 очи, туку Не. Прво, јас на такви средби, службите ми се тука присутни, нормално човекот од урбанизам ми е со компјутерот присутен за да видиме состојбата, да им се објасни убаво на луѓето. Они во минатото не знаеа што ќе се прави таму. Они знаеа ќе се прави булевар, ама не знаеа детали ништо поврзани со тоа. Како што граѓаниве не знаеле дека дупови ќе се носат, како и што планираа да носат. Па ние кога го тврдевме тоа, тврдеа од другава страна опонентиве наши дека не е точно и дека ние лажеме. Еве сега ги доведуваме до состојба 100-0 се што сме кажале така е. Е сега наше е да сработиме да не биде така и таа пракса да не продолжи, што ми е вака главна поента на се она што го правам. Интензивни се средбите, интензивно се работи на овој проблем. Јас ви кажав, 50-60 илјади луѓе се засегнати од ова. Тука не се само Драчево, Драчевци, тука се Батинци, Студеничани, Зелениково. До каде ќе го терате булеваров, ќе го проширувате? Булеварот треба да финишира во оваа фаза со кружен тек пред мостот во Драчево, практично до мостот до Драчево. Збориме овој Ете тука. Тука ќе има кружен тек. Да, ете го. И продолжува до мостот пред Маркова река. овде. Да. И со тоа се решава 100 годишен проблем на нашите сограѓани. Овде какви депонии има? Нема депонии, тоа се приватна собственост Плаци. Тоа е приватна собственост цел. И не можете тоа да го. А ние индустријската зона ја планираме во вториот потек таму лево. И така го креираме урбанистичкиот план во Еве ова. Да. Раскопано, оставено. Не, ова се стари снимки. Тоа се стари снимки. Не е сега моментално така. Сега е бетар патот. Постои ли надвор од вашиот концепт? Постои ли приватник е, негово е, не можеш овдека ништо, он си прави што си прави. Постои ли некоја законска можност да мора, не знам, тоа да не биде депонија заради хигиена, општо загрозување, да мора да биде заградено заради заштита, да не се заскитува и така натаму. Можете ли такви работи да притиснете барем колку толку да се упристои оној стрес на она сивило, на она драма, луѓе живее у Скопје, мислиш дека низ депонија поминува? Јанко, многу е едноставно и таму. Само треба спроведување на законот. Што вели законот? Што вели законот? Значи, за оваа ситуација, за која што вие споменувате, треба граѓанинот совесно да си постапува, односно да не дозволи на неговиот плац да има депонија. Сега во моментов, за прв пат после години наназад, службите доаѓаат како собственик Јанко, хипотетички. Законски се обврзан тој. Да, повелете, имате рок 7 дена, 10 дена да постапите, односно да се го исчистите ова.
Ако не постапите, ќе влезе општината, ќе го исчисти, а вие ќе ги платите трошоците. Добро, ова канадски систем. И ја така функционира. Травата пораснала 2-3 сантима. Не е само канадски, во цел свет е така. Во цел современ свет е така. Само, значи, станува збор за функционален систем. И сега започнавме тоа да го имплементираме. Кога сме кај депонииве, морам да истакнам, над 20 депонии исчистивме за 3 месеци и тој исчистивме депонии, Јанко, кои што 30 години не беа пипнати од никој и само се таложеше ѓубре на истите. И мојот концепт во тоа го сменивме, да не дозволуваме во иднина повторно да прераснат во депонии. Едно ти е казнената политика, но друго е концептот кој што ти ќе го понудиш. Режија, може да го тргнеме компјутерот од друго е она што ќе го понудиш на твоите сограѓани. А тоа е начинот на кој што ние почнавме депониите да ги претвараме во паркови. Таква една депонија кај Припор, кај последна 24-ка ја исчистивме и таму веќе се гради, во напредна фаза е еден ултрамодерен и современ парк. Ова се фотографии од дрон сега направени скоро. Да. Од Ето колегата. тоа е состојбата. Да, состојбата. Да. Ова е просто неверојатно. Мислам, очигледно е дека еве ако и се зумира малце, се гледа токму тоа се утврдува дека влегувате во плацевите на собствениците на објектите, каде што стварно не можеш туку така ти во име на општо добро да му влезеш. Мораш да се договориш со него. Кажи ми, дали не идувате на разбирање или они сепак инсистираат тоа некоја финансиска добит да излечат или јасно им е дека и во нивна користи се откажуваат, едноставно дозволуваат. Како идат тие преговори? Баш ме интересира. Видете, првенствено најголем дел, да не речам сите, се свесни од потребата за овој булевар. Прво и основно. Второ, многу важна компонента е што со тој булевар и нивните објекти и влезот до истите поатрактивни ќе станат. Со тоа нормално стануваат и поголема вредност ќе имаат и нивните објекти. Дополнително земаме во предвид дека истите најголем дел гравитираат односно се жители на Драчево, на Кисела вода и на делот околу, дали е Студеничани, дали е Зелениково, Батинци и така натаму. И знаат низ каква голгота со години наназад поминуваат нашите сограѓани. Таму има многу често сообраќајки. Таму човечки животи се губат. Направија за нас граѓаните навистина атрактивно место каде што има интересни салони, каде што има нели те за попустите и така натаму. И од интерес е да се доаѓа таму малку почесто. Просто се откажува човек кој ќе му текне низ каков калабалак треба да помине и треба да искрши колата. Ај се вака. Првата фаза велите е до кружен тек дека таму ќе се прави. Тоа е прва фаза. Што значи прва фаза временски? Не прва фаза, тоа е завршна фаза, трета фаза за булевар. Извинувам. Па еве да не бидам премногу оптимиста. Добро. Мислам дека од денот кога ќе стартуваме, а ќе се стартува за многу скоро, па нека биде максимум година дена за да се заврши булеварот. Тоа е тврдење на... Знаеш што ми е небулозата во ова што сега као заклучок ми испливува. Значи, сте седнале со луѓето кои што треба да им влезете, пазете, овие тргнале претходниците ваши да не градат. тргнале. Они тргнале да градат, а не седнале со никој. Не седнале со никој. Можеби еднаш, да. Седнале еднаш, им кажале што ќе прават, има луѓе кои што се спротиставиле на начинот и третманот кој што институцијата во тоа време према нив. Добро, тие исти се спротиставуваат, има луѓе што се спротиставуваат, што мислите дека ќе го кочат тоа, како што Коце имаше проблем со трета македонска бригада, ондека нели долго време оној аутосервисот за гуми и така натаму штрчеше на патот, како што се уште го има на пример на булеварот Мајка Тереза на кај водно среде улица уште стои и ни еден градоначалник не може да го реши тој чир, да речеме еден. Јанко, мојата максима е дека се е решливо. Со секого само треба да се договориш. Се е решливо, не се решаваат работите кои што не зависат од нас, а тоа е нешто кога е од Бога. Се друго. Можеш каде да што договориш. прашање, Орце, Јанко и сите останати се решава. Само треба нормален пристап, чесен пристап. Многу брзо ги решавате овие за да ви дадат одобрение и нив им е јасно дека им е потребно тоа. Луѓето, јас морам да напоменам дека се страшно кооперативни.
соработуваат. Сакаат само да биде чесен пристапот према нив. Чесноста во пристапот е многу важна. И секогаш кога ќе седнете на маса, во било кои преговори, треба да ги кажете аргументите. И едната страна и другата страна, но и честно и искрено да настапите околу плановите кои што ги имате за таму и визијата. Таму визијата е да на 50-60 илјади наши сограѓани им се овозможи поедноставен пристап, ново булеварско решение, завршување на постоечкава втора фаза со третава фаза, што помалку сообраќајки да имаме таму, што помалку гужви да имаат граѓаните таму и на крајот на денот да добиеме една комплетна целина, идеална од тој булевар, која што ќе ги направи поатрактивни сите плацеви кои што се и неизградени таму, но и сите веќе индустријски објекти кои што функционираат со години. Кажи ми, дали има шанси ова да почне кога ќе почне градежната сезона? Па, ја длабоко верувам. Јас сум оптимиста по природа и верувам дека ќе почне. Верувам дека ќе почне. Има ли пари за? Ако Петре Шилегов, градот си го праќа тоа е на градот, градот има пари за овој проект. И тука благодарност и наклон до нашата градоначалничка, која што е сериозно добар партнер изминативе 3 месеци за нашата општина и за нашите сограѓани. Градот Скопје изминативе 3 години, изминативе 3 месеци има помогнато за нашите сограѓани, колку што Петре Шилегов за 4 години нема помогнато. Значи градот Скопје и градоначалничката Данела за 3 месеци помогна на нашата општина, колку што Петре Шилегов, потенцирам, за 4 години не помогна. Дали е тоа прашање на третман градот визави општината, дали е тоа прашање на заинтересираност и на градоначалникот бивши да мојот претходник да бара од градот да биде упорен и така натаму, не навлегувам, но зборуваме за факти, а фактите говорат за следно, дека Петре Шилегов 4 години колку што не дал ништо за граѓаните од кисела вода, Данела даде за 3 месеци. Обично кампањата против неа, да, ме изненадува ова што го говорите за неа, затоа што има сериозна негативна кампања, дека она апсолутно ништо нема сработено за овие 100 дена, а вие сосема спротивно тврдите. Видете, прво пристапот и сериозноста во... Мислам, ова го зборам не сега, не за да ја збориме, затоа што вие како кисела вода не можете сами да функционирате. Точно. Без градот. Точно. И сега велите добра соработка и ја пофаливте. И сега ме интересира дали реално сметате дека на вистина тие има сработено нешто. Сметам дека има многу или многу или нешто. Сметам дека е добар менаџер и го тврдам истото затоа што и вие сте менаџер. Да, затоа што гледам како се вложува во целава оваа работа и начинот на кој што ги третира сите општини во Скопје. Во сите проекти апсолутно во кои што се поврзани општините со градот, она е вклучена и со силен интензитет се работат истите. Така да јас не знам како треба да се оценува незината работа, но според мене тврдам дека до сега за овие 3 месеци градот за општината има помогнато, како што кажа, многу повеќе од тоа што за 4 години претходникот незин помогнал за мојата општина. Кажете ми, што се плановите, и тука некаде би го завршил разговорот, ако сметате, ако не, ја имам маги време, така што 100 дена имавте, малце поише подолг би бил разговорот. За 100 дена имаме, прво сакам да потенцирам, над 40 проекти сработено. Прво, транспарентноста на општината е на највисоко можно ниво за споредбено со било кога во минатото. Подоцна, нашиот проект Стоп за урбана мафија, кој што го ветувавме во кампања, сега реално функционира. Јавно се достапни и отворени сите детални урбанистички планови и граѓаните имаат право да знаат што се планира во нивната околина и сами да учествуваат во процесот на носење на детални урбанистички планови, затоа што тие планови не треба да бидат под терк на поединци кои што треба да се збогатат, туку да биде под терк на граѓаните кои што живеат во тие населби. Во кисела вода, до пред 3 месеци, наставниците во секоја училница нема компјутер. Нема компјутер. А што е тоа ваша грижа?
Има Министерство за здравство за образование кое треба да се грижи за нив. Градинките и училиштата се институции, да, преку блок дотации се финансираат, но јас не можам да бидам нем наблюдувач и за мене беше небулоза сериозна и фрапантно да онлайн наставник во образование држи на мобилен телефон. Сега, Јанко, секоја училница има компјутер, односно тоа е проектот кој што ние во првите 100 дена го реализиравме, компјутер за секој наставник. Тоа е вака сериозна работа. Излеговме од она сивило во минатото и сега во секоја училница наставниците имаат нормален компјутер. Подоцна, обезбедивме книги со Брајево писмо во Домот за слепи. 46 книги. Земајќи во предвид, имавме средба за нова година во училиштето и директорот кога разговаравме околу училиштето и библиотеката нивна со што располагаат и така натаму, заеднички дојавме до констатација дека речиси и да немаат книги со Брајево писмо. Сега имаат 46 книги, лектирани изданија со Брајево писмо. За нова година сите социјално ранливи семејства, дечињата добија пакетчиња, обезбедивме пакетчиња за сите дечиња во градинките и за вработениве од општинава, без тоа да биде трошок на општината. Реконструкција извршивме на салата во училиштето Партенија Зографски, целосна реконструкција на салата, и започнавме со реконструкција на детската спортска сала во училиштето Невена Ѓоргиева Дуња за прв пат откако постои таа сала. Значи таму беа условите, јас имав објавено, дел од мојот сограѓани беа фрапирани какви се условите во кои што во минатото се користела таа сала, а децата биле принудувани да ја користат истата. Пушкинова, улицата, целосна реконструкција со сите краци. Улица Сердарот во Драчево, целосна реконструкција на улицата со тротоари. Наум Охридски, прва фаза е завршена, од понеделникот се почна втора фаза, целосна реконструкција и на таа улица, со тоа што во дел беше и атмосферска канализација која што беше долгогодишен проблем во тој дел, завршен и тој момент. За прв пат во кисела вода, така ми е гордост тој момент, тоа не е проект, но е креатива наша како тим општински. Јас не функционирам сам, функционирам, како што кажувам, секогаш со цела екипа, со цел мој тим. За прв пат после години, еднаш или два пати во минатото, во 30 години независно, се фрлило крст во кисела вода, возможивме фрлање на крстот во базенот во Расадник. Настан на кој што имаше околу 1000 посетители. Тоа за мене беше вака многу убав настан и многу убав момент, земајќи во предвид што и народот ни се обедини таму. Таму имаше и од Социјалдемократскиот сојуз. Мене ми израдува фактот дека тој е функционален базен. Па не се условите баш за да биде функционален, ама не зборам дека чим веќе рипале луѓе, значи можело да се наполни и да се вајде не оставивте водата да замрзне. Не. Имаше таму некоја стара вода и тука нашите сезонски работници, морам да признам, дадоа надчовечки напори да се ичисти базенот, да се среди цел тој простор, одлично сработија работата и возможивме да се реализира еден настан кај што ќе си го обединиме народот. Без притоа која политичка партија да го направи целото тоа што го имате како концепт, там че пари недално вади. Точно. Летно време тоа граѓаните само таму ќе нема нешто поатрактивно во Скопје. И затоа сериозен фокус ми е таму. Ја на секој проект што го работим имам проект менаџер кој што се занимава конкретно со проектот, цел фокус негов е ставен таму и на дневна основа имаме координација сите проект менаџери, на тој начин функционираме. Фасада и промена на кровна конструкција во Кузман Јосифовски Питу. Тоа е училиште кое што целосно инклузивно го правиме, каде што ќе биде поставен и лифт за дечиња со попреченост да можат до вториот кат, а и тоалетите ќе бидат изработени на начин што ќе бидат инклузивни, односно ќе можат да ги користат и лица со попреченост. Сега влегуваме во финална фаза да започнеме сензорни соби. Во оваа година и наредната во секое училиште да има сензорна соба. Сега има за жал
од 8 училишта само во 2. До крајот на наредната година ќе има во сите училишта сензорна соба, што е вака исто еден проект на кој што лично сум горд и јас и тимот мој кој што е задолжен за овие проекти поврзани со таков тип. Така да има една вака низа, депониите ги спомнавме, исчистени и така натаму, низа на проекти кои што за само 100 дена ги сработивме. Имаш некоја ексклузива да ми кажеш, повеќе се од ова познати работи? За во иднина? Па, сега вака можам да најавам дека ексклузива. кисела вода Барем у шифри. Не, вака сега ќе кажам. За отприлика 20 на дена до месец дена најавувам дека едно од сериозно крупните ветувања мои, а тоа е пожарна во урбаниот дел во Кисела вода, пожарна станица, ќе биде реализирано и ќе пресечеме лента. И кога ќе се запали, не дај Боже, некој објект во урбаниот дел во Кисела вода или во населбија Црниче, Пржино, Припор и така натаму, нема да има потреба од Драчево да се чека пожарната 40 минути, саат време да стигне до локацијата па да начека пепел, туку ќе има во урбаното место во Кисела вода објект кој што ќе биде нова пожарна станица, ставен во функција. Потполно нов објект. Па не е нов, сега, да не откриваме Си детали. Заедно со градоначалничката Данела Арсовска, истиот ќе го отвориме и нашите сограѓани во Кисела вода. Значи и нови возила. Тоа ќе оставиме дента пресод кога ќе биде и кога практично ќе тоа изборно ветување да не го видам оној тамо што е 20 секачи на угарницата. Се надевам дека тој нема да биде телот. Да, значи зборам за еден проект и едно ветување од програмата сериозно за обезбедување на пожарна станица во урбаниот дел во Кисела вода, која што 30 години назад се ветува, никој не го реализирал. Сега ќе биде благодарение на градот, соработката со градоначалничката и нашето менеджирање како локални власти во Кисела вода ќе овозможиме нешто такво. Имам уште неколку така интересни, крупни проекти кои што ги спремаме во наредниот период и можам вака со гордост да кажам дека за година дена ние ќе сработиме како тим во Кисела вода, онолку колку што 15 години назад не било сработено. Одговорно го тврдам пред моите сограѓани тоа, стојам позади тоа и истите ќе бидат сведоци на истото. Ова што го работам сериозно ми исполнува и давам се од себе и знам дека чуда се можни, а чудата веќе ги правиме. Само треба добар концепт и добар тим околу нас, а тоа веќе го има. Господин Георгиевски, благодарам за вашето гостување. Чест ми беше, Јанко. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.